Затворањето на амбулантата на Бехтел и Енка во Гостивар, која ја раководи поликлиниката Санте Плюс, ја отвори Пандорината кутија. Алфа неофицијално дознава дека овој објект е само дел од милионскиот тендер помеѓу Американско-турскиот конзорциум и поликлиниката и дека оваа сделка е многу поголема од една општа амбуланта. Неофицијално планот е откако ќе се изгради коридорот 8, цел автопат да биде покриен со амбуланти или евентуално мини болница која исто така ќе биде на Санте. Оттаму велат дека детали од договорот не можат да откријат, но тврдат дека не би работеле на штета на било кој. Детали од договорот не може да изнесуваме, но можеме да ви потврдиме дека Санте Плюс нема отворено подружница во Гостивар, па од тука не може да биде затворено нешто што не е отворено. Оваа фама е нечија игра за која се известени надлежните институции. Од Санте Плюс 2 тврде дека амбулантата воопшто и не постоела, но таа очигледно работела без дозвола, поради што и беше затворена минатата недела. Инспекторите на Државниот санитарен и здравствен инспекторат утврдиле низа неправилности во објектот кој треба да ги обслужува работниците кои го градат автопатот. Меѓу другото, во извештајот се вели дека директорката на Санте Плюс била повикана да ја достави документацијата до инспекторите, но таа не се појавила. Државниот санитарен и здравствен инспекторат издаде решение за забрана за вршење на здравствена дејност на ПЗУ Санте Плюс 2, поликлиника на примарно ниво, во просторијата лоцирана на улица Илинденска без број во Гостивар, бидејќи нема решение за дозвола за вршење на здравствена дејност издадена од Министерството за здравство. Од инспекторатот информираат дека поради постоење на сомнение на вештачење му е одземена дипломата на лекарот кој вршел медицински услуги во амбулантата и истовремено бил вработен во Санте Плюс 2. Овој скандал поврзан со Бехтел и Енка е само еден од низата. 10 месеци по фрлањето на лопатите на терен нема ништо, а на сметката на конзорциумот веќе се исплатија околу 250 милиони евра народни пари, а годинава се планираат уште толку. Од овој проект, што досега изеде половина милиарда евра, на терен има само 2 информативни табли, а јавноста на 3 пати виде како помпезно се најавува почетокот на реализацијата на проектот, кој натаму останува само во една дупка.